Многу деца природните науки не ги сваќаат сериозно. Тие мислат дека немаат никаква полза од нив и учат само за оценка. Оваа драматизација е класичен пример дека природните науки не се многу важни во секојдневниот живот. Деца, доцните на училиште! Доаѓаме! За појадок ќе ви подготвам јајце на око. Борзо, па се јаде! Патите јајцето! Дали може хране овие несмастност? Мамо, имам идеја. Ако јајцето го потопиш во оцет 24 часа, следното утре во случај да ти падне ќе се одбие од земјата поради тоа што неговата черупка ќе омакне од оцетот. Се надевам дека ќе успеете на добра идеја. Ајде деца, ајде деца. Чао, мамо! По некое време децата се враќаат од училиште. Значи, стабилноста на телата зависи од нивната маса, допирната површина и тежиштето. Ви текнува ли на експериментот што гледавме во Звон? Едно дете стави лименка на рак и таа стоеше. Па дури ли се вртеше? Дури се вртеше. Не го правиш добро вака. Како интересно. Јако? А што сно беше и она со пластичното јајце? Замислете, колку и да го кренат нагоре, тоа цело време паѓа. Еве, имам тако. Гледате? Тоа е поради тоа што внатре го наполнија со сунгерча, а во средината ставија метална штрафча. Да, викнам. Во центарот. И после викаш дека не си гледал Звон. Не, кажав само што мислите, од каде да учиме. Вие така ме разбравте. Ајде сега, деца, да се напиеме од оваа момата. Може! За мене првата. Баба, знаеш ли зашто можеш да движиш со стапата и без него не можеш? Знам, внучка, поради старост. Не, баба. Па староста се искривила твоето тело и тежишната линија минува напора под пирката. Не знае внучка дека на максимум мали години учите за лекарски работи. Не, баба, ова не е медицина. Ова е физика. Убава те лимонадата. Учете ги природните науки. Никогаш не знаете кога ќе ви бидат потребни! Бабе!